Навистина се противела Европската унија на ветинг во судството? Тоа беше коментарот за нашето ветување пред изборите, кој што всушност е ветинг. Тоа беше распуштање со реизбор. Тоа е де фактички ветингот. Нивните аргументи беа јасно кажани, јас неколку пати ги повтарам нашите министри од владата, беа дека треба да се оди на индивидуална одговорност и второ дека нема капацитет, ресурсен центар кој што евентуално при ваквиот ветинг би ги надополнил испразнетите места. Тоа беше. Но сега веќе Академијата продуцира 60 кандидати. Веднаш на почетокот на 2020 ќе продолжат со нови 60 кандидати. Преговараме со Европската унија и сакаме да постигнеме така наречена брза лента, која што ќе ни даде можност да сите правници над 5 години работно искуство, алудирајќи пред се на тие стручни соработници по судовите во обвинителството, адвокатите, но и други правници кои што имат веќе практично искуство, да можат 3 до 4 месеци додатно тестирање, да полагат испитот и да може да бидат идни јавни обвинители и суди. Секако сме земја кандидат за членство во Европската унија. Тоа доправа ќе го разговараме и преговараме со Европската унија. Нашите аргументи се ние сме мала земја, ако не ги искористиме капацитетите кои што знаат, кои што веќе имаат свое практично искуство, тогаш не би можеле да ги користиме сите можности кои што ни стојат како држава. Верувам дека ќе се разгледат сите варијанти, она што значи поголема продукција на идни кадри за јавни обвинители за суди, но и ваквите брзи ленти ќе овозможат еден процес кој што дополнително, како изразена веќе политичка волја во општеството, можеме да го надополниме. Ваквиот процес, уште еднаш да напоменам, мора да ги извади политичарите надвор од ваквите комисии за спроведување на ветинг, значи мора да бидат стручни експерти, препорачувам и меѓународни кои што ќе влезат внатре за да се спроведуваат процесите. Следува за нашата земја сериозен, месечен, па и неколку годишен процес на севкупна трансформација на општеството. Тоа е преговорачкиот процес. Верувам ни сите тие процеси ќе ги знајдеме најдобрите решенија и во правосудството. Значи ние сакаме ветинг, Европската унија поддржува на некој начин ветинг. Европската унија бара прво да се најдат начините, добро да се осмисли, заради тоа што искуството во Албанија покажа дека ветингот сериозно создава поголема одговорност, ефикасност и слично, но таму се испразнија некои 200 места и нема од каде да ги пополнат. Гледајќи го тоа искуство, најдобронамерно препорачуваат прво да ги решиме претходните прашања, кои што се поврзани, па после да се почне и ние сме разумни околу тоа, заради тоа што е лесно прифатливо и сватливо. Јас имам уште едно прашање од присуството. Излегоа два извештаи различни од апелацијски суд дека во еден извештај пишува дека Катица Јанева може да се лекува во притвор, а после неколку дена дека треба да излезе и во домашен притвор да продолжи со своето лекување. Има ли некаков начин да се решат тие сомнежи, бидејќи се повеќе вака се намалува довербата во судството? Секогаш за било која институција која довербата вака со разноликост во информациите исправена е излегување јавно, соопштување, тоа е функцијата на транспарентноста во постапките. Во правосудството нема никаква забрана законска. Напротив, има мотивација за транспарентно давање на информациите од интерес на граѓаните. Јас верувам дека соодветниот суд кој што донел таква одлука ќе ги каже во детали сите причини за својата одлука, заради тоа што таа одлука, веројатно како и во сите други постапки, се носи од судски совет, формиран да одлучува за оваа работа, треба да ги каже соодветно аргументите за својата одлука, за да знае јавноста навистина кои се причините за ваквата одлука. Премиера, латката за отворени финансии покажа дека 20 милиони евра се исплатени годинава за извршување. Вршителите наплатили од институциите 20 милиони евра. Каде е тука одговорноста, односно кој ќе одговара за тоа што граѓаните плаќаат повеќе пари од тоа што реално судски е досуден? Значи, знаете дека со новиот закон за извршителите ги намаливме трошоците до 30, па и за некои работи по 30% тоа што беа. Но предметите кои што беа започнати порано, новиот закон не можеше да ги рефлектира и самиот ваков податок ја покажува грозотијата колку тоа, ако видите во дополнителна аналитика колку од сиромашниот народ се одзимаат пари заради тоа што сиромашните не може да платат, не дека не сака да платат. Толков е доходот и за жал заглавени по кредити, по сметки, по други обврски се случува тоа. Ние донесовме закон кој што дефинитивно ќе ги отстрани ваквите калемења на трошоци. Размислуваме понатаму дури и за развивање на законски решенија кои што ќе помогне во каматите. Се праќаат огромни камати, па затесни камати, па слично. Ако сакаме стрекна држава, државата мора да води грижа токму и за тоа. Министерството за правда прави сериозна анализа
и на работењето на извршителите, на нотарите, па дури и на адвокатските комори со адвокатските тарифи, за да може дефинитивно да направиме едно фер општество. Затоа што имаме фели професии кои што се екстремно богати, тоа го гледаме, од пренесено јавно овластување, а од друга страна народот ни плати плаче со преку 200.000 блокирани трансакциони сметки, заглавени во еден бесконечен лавиринт. Ние го направивме чекорот, знам дека задоволството не е комплетно, ти не можеше законот да важи ретроактивно назад, но нема да останеме тука. Ќе продолжиме понатаму да развиваме уставни и законски решенија кои што ќе бидат исклучиво од полза на граѓаните. Во однос на вчерашниот случај кој што се случи во игротеката во Државно Капитол, кои мерки ги преземате и дали се размислува за лиценца да добиваат оние негователки кои што будни би сакале да ја работат таа работа? Во законот постои опција физичко лице да добие лиценца за грижа. Но често родителите одлучуваат лица блиски до нив да бидат негователи и не избираат да има лиценцирани воспитувачки негователки во нивните домови или други кои што се грижат за нивните деца. Сепак ги поттикнувам родителите, има организации, има компании кои што вработуваат само лиценцирани негователки и воспитувачки и токму затоа ние во законот и за детска заштита гарантиравме дека физичко лице може да се стекне со лиценца и да работи, да речеме, професионално во оваа област. Онако што се случи вчера, мислам дека институциите итно изреагира, се поднесоа пријави како и со минатиот случај каде што имаше физичко насилство врз дете и сметам дека како влада и како држава на вистина постигнавме едно повисоко ниво на грижа и реакција во вакви случаи. Сметам дека не смее да се случуваат вакви работи затоа што децата од мала возраст доколку се изложени на насилство на вистина го губат својот потенцијал, но исто така и се стекнуваат со одредено, да кажеме, однесување кое што понатаму ќе го практикуваат како насилно, а тоа не го сакаме и како влада постојано апелираме дека сме воопшто нетолерантни на насилство и се стремиме кон нула толеранција во општеството кон насилството. Повикана е негователката или родителите да се поразговара во однос на овој случај? Видете, тука веќе институциите постапуваат, не сметам дека треба во моментов да навлегуваме, кога ќе има детали, двете институции кои што се надлежни за ова прашање ќе излезат со став. Дали имало лиценцирање? Да мога. Значи, штом ќе имаме информации детални за целиот случај, до каде е постапувањето, кој е одговорен во сите органи на управата и на истрагата, ќе бидат известени.